Денес е меѓународен ден на мајчиниот јазик. Во секоја наша нова реченица се кријат многу зборови, како што во секој збор се кријат многу букви. Токму тие букви секогаш недоврзувајќи се една со друга, ни даваат нешто ново, посебно и наше, наша заедничка љубов. За ова ќе слушнеме повеќе од дел од беседата за македонскиот јазик од професор Ана Витанова-Рингачева. Македонскиот јазик е природна творба, создадена од жив извор, чија издашност не се намалила ниту денес. Тој природно се храни, тој природен процес од традицијата, од живиот говор на говорителите, кој по природен пат им го пренесуваат на своите потомци. И на прашањето како да го збогатуваме нашиот јазик, Конески одамна одговори. Вели, треба да ги изнајдеме и да го искористиме секој здраво и животворно зрно од нашето веќе натрупано речничко богатство. И Бисерков и Конески сонувале и посакувале плодна жетва. Темелот беше создаден. Требаше само упорно и деноноќно да се гради цврста и простом исправена задужбина. А во нејзиното издигнување, камен ставија и претходниците на Бисерков и претходниците на Конески. Се разбира, од 9 век, браќата Кирил и Методи, седмочислениците Кирил Печинови, Партени Зографски, Григор Прличев, Ѓорги Пулески, Лозарите, Тенко Попов, Кузман Шапкаре, Плејада, учебникарите. И интензивниот раст на македонската книжевна мисла преточена во поезија, проза, драма, расказ, тоа е она природна градација која јазикот ја достигнува, тој се доразвива, осовременува, тој се разгранува во сите функционални стилови. Околу 200 земји се наоѓаат пред предизвикот да ги сочуваат своите јазици и да се погрижат тие да се употребуваат заедно со светските јазици. Според статистиката, во последните 3 века има изумирање или драматично намалување на бројот на јазици. Во палежно време, одбраните ја прифаќаат судбината безпоговорно да му се предадат на позивот што сами го одбрале. Нив судбината им одредила на својот грб да го носат тешкото бреме и да бидат водачи во наводници на ослепените, на залутаните по беспаќето на историскиот мрак. Минатата година одбележавме 2 стожерни годишнини и со одбрани зборови говоревме за Бисерков и за Блаже Конески и силно говоревме за нашето македонствување низ вековите. Некогаш одамна сонувано како предсмртен сон на големиот крсте Петков Бисерков, кога во Александровата болница во Софија 1926 година го напушта овој свет, а само 5 години пред тоа, во 1921 година, во трошната Небреговска куќа се раѓа Блаже Конески, човекот кој ќе го обвистини сонот што го сонуваше Бисерков. И тие цели 5 години беа современици. Исто така, за денот на мајчиниот јазик со честитка се обрати првиот човек на општината, Костадин Костадинов, кој истакна дека без јазикот сме никои и ништо, а со него сме се. Почитувани мои сограѓани, во светот се зборуваат 6000 различни јазици. Но само еден е нашиот мајчин јазик, кој што најмногу си го почитуваме и сакаме. Треба да ги почитуваме и јазиците кои што ги зборуваат другите заедници во нашата општина и во целата Република Македонија. Но мајчиниот македонски јазик да си го чуваме како капка вода во дланка. Оти без него сме ништо, а со него сме се. Нека ни е среќен 21 февруари, меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Сепак, на крајот од денот, ние ги затвараме очите со мислите на познатите писатели, познати мислители кои не предизвикуваат секое ново утро да бидеме своји, да создаваме и уживаме во слободниот израз кој е наш идентитет, самопочит и љубов.